Господа од ВМРО ДПМН, лагите и манипулациите одамна се забетонира во вашата агенда на владење, но деновиве го достигнавте врвот. Откако не ги спречивте поплавите и дозволивте илјадници хектари засадени со домати, пиперки, краставици, зелка да отидат во неповрат, откако на дното фрливте над 1000 семејства, кои освен посевите, ја изгубија и покукнината и сега не знаат на која страна да фатат, вие се растрчавте по поплавените села, не баре некој ќе ви поверува дека душата ви пука за жал. Господине Пишев, каква душа имате и каков образ носите? Ви беше тешко да кренете два прста и да ги поддржите амандманот на вашите струмички колеги од СДСМ, за да се исчистат речните корита и каналите, а сега човек не може да ви извади од поплавените села. Каква иронија, какво безобразие. Уште врнежите не беа престанати, ги повикавте вашите чауши, а се оглушивте на вашите колеги од СДСМ, кои ви велеа подобро да се спречи отколку да се лечи. Но тогаш немаше избори, а сега има. Треба да се собираат ефтини политички поени. Ги одбравте несрекните затоа што најлесно се манипулира со нив. Врз туѓата несреќа сакате да ја градите собствената среќа. И тоа сам не умеете. На помош го повикавте и Коњановски. Ама на крајот народот веќе ја препозна онаа народната. Бате, бате, доста ме бранеше. Довлечкавте цела армија државни службеници, земјоделски експерти да вршат проценка на штетите во поплавените ниви и тоа дури 38 во едно село, во Муртино. Па поплави имаше и порано, па не носевте експерти. Проценката на штетите си ја вршија општинските комисии, а вашата влада се уште, до ден денес го нема доисплатено обештетувањето од пред 2 години. Но вие така и владеете. Едно ветување го прикривате со друго, ново, за да не може крајот да ви се најде. За пуста власт партизирате се живо и диво. Се фалите со мобилните екипи на терен, а ги претворите во партиски штабови во кои не бирате начин и средства да ги приспоите гласовите на загрозените жители од поплавите, кои се случија по ваша вина. На кој начин ќе ги исплатите и од каде пари ќе најдете? Или зад проценките се крие нешто друго? Барате ли начин како да ги скратите субвенциите, од и посевите веќе ги нема, уништени се. Се фалите дека им помагате на настраданите со по 250 евра и тоа само на активисти на ДПМН. А ги прашавте ли дали видео аир од тие пари? Не можеа да ги подигнат од банките, бидејќи се задолжени до шија од кредити и неплатени сметки, состојба во која ги доведе земјоделската влада на ДПМН. Вие, господине Пишев, не знаете, затоа што ако не се изборите, нема ни чевлите да си ги напрашите, а не пак да се растрчете по селските сокаци. Но Струмица знае. Ја знае очајната состојба во која ги доведовте земјоделците и нивните семејства. Но знаат и тие во вашата предизборна желба за помош да препознаат ефтин политички трик. Почитувани граѓани, ја користиме можност да ја информираме и алармираме јавност, а воедно и представниците на ОПСЕ, дека на повидок е голем изборен подкуп, а минуван токму од тие кои јавно, дури пред цела Европа, се декларираа за фер и демократски избори. Ви благодарам.